Почитувани наставници и едукатори, добре дојдовте на вториот вебинар, на кој ќе ви представиме 10 предлог наставни подготовки од 5 епизоди на 5 плюс фамилија, кои можете да ги обработите на часовите со вашите ученици. Овие активности ги опфаќаат темите: промоција на различност и прифаќање на луѓе од различно потекло, потикнување на толеранција помеѓу децата и намалување на насилството базирано на етничка, културна или социјална различност, потикнување на соработка, тимска работа и меѓусебна поддршка помеѓу децата. Овие теми се опфатени во наставниот предмет Општество, но вие епизодите можете да ги искористите и за другите наставни предмети. Ќе има и едно интегрирано планирање, за да ви прикажеме како една епизода истовремено може да се искористи за повеќе наставни предмети. Епизодата Машки и женски работи може да се обработи во темите кои се однесуваат на домот, односно мојот дом, за прво, второ, трето одделение, со наставна единица обврските во домот. Со реализација на целите на часот се усвојуваат поимите обврски, еднаквост и разлики. Часот може да започне со техниката прозорец, каде учениците ќе треба да набројат што е потребно да се има за да се завршат обврските во домот. Целта на активноста е учениците да воочат дека тоа што е потребно се одредени апарати, алат и човек, без разлика на полот. Во главниот дел на часот се гледа епизодата и се дискутира околу нејзината содржина. Часот може да се заврши со играње на улоги, каде учениците во групи представуваат ситуација во домот, каде сите членови од семејството имаат своји обврски. За домашна задача, учениците може со цртеж да представат ситуација во домот, кога сите членови си ги извршуваат своите обврски за одржување на домот. Истата епизода, доколку се обработува во 4 и 5 одделение, се обработуваат и поимите родова еднаквост и стереотипи. Во ведниот дел може да биде ист со тој за прво, второ и трето одделение, но пократко ќе трае на сметка на дискусијата и завршниот дел. Во дискусијата има прашање на повисоко ниво. Во завршниот дел, учениците се поделени во групи и добиваат задача да го сменат текстот на сликовницата што ќе извлечат, за да не се забележуваат родовите стереотипи. Епизодата Необично хоби се однесува на целите кои се обработуваат во темата Јас со другите и другите со мене, за прво, второ и трето одделение, и личноста во групата и општеството, за 4 и 5 одделение, и се усвојуваат поимите хоби, колекција, култура и соработка. Во ведниот дел на часот за прво до трето одделение може да биде со замислено патување. Наставникот со помош на приказна ги шета учениците низ различни места од светот и се запознаваат со различни и чудни јадења и однесувања. Откако ќе се изгледа епизодата, се води дискусија, од која како заклучок треба да произлезе дека пријателите сами по себе се богатство, а пријателите од различно потекло не учат за поинакви традиции, поинакви култури, поинаков начин на живење. Овие знаења се огромно богатство кое може да ни помогне полесно да ги разбереме луѓето и нивната култура и да се стекнеме со нови пријателства. Во завршниот дел, ученици од паралелката кои имаат различно потекло, гостин или самиот наставник, на учениците им представуваат различни култури. Ова е епизода кога се обработува во 4 и 5 одделение. Во ведниот дел може да биде пополнување на веднов диаграм за две различни култури. По дискусијата која е на повисоко ниво, часот може да се заврши исто како кај помалите одделенија. Но возраста тука дава можност и учениците во групи пред часот да подготват кратка презентација на некоја култура. Роден ден на детективот е епизода која обработува цели кои се поврзани со соработката. Покрај поимот соработка, учениците ги усвојуваат и поимите тимска работа и соживот. Ова е одлична епизода, која може учениците да ги научи како да ги распределуваат задачите и како тимски успешно се завршуваат и најсложените задачи. Во воведниот дел од часот, учениците од прво до трето одделение добиваат задача да состават сложувалка за одреден временски период. По гледањето на епизодата и дискусијата, учениците повторно ја добиваат истата активност. Овој пат добиваат јасни насоки дека тоа треба да го направат тимски, дека треба да ги поделат задачите во тимот. По завршување на даденото време, се анализира успешноста на задачата, што придонело за тој резултат. Се споредуваат првото и второто сложување на сложувалката. Во 4 и 5 одделение, учениците во воведниот дел добиваат задача собура на идеи, да набројат што се треба
за организирање на роденденска забава за краток временски период. По гледањето на епизодата и дискусијата околу истата, тие треба во групи да направат привлечна понуда за организирање на роденденска забава и својата понуда да ја презентираат пред паралелката. Временскиот рок за работа е краток, па е дадена јасна насока дека треба тимски да работат и да ги распределат задачите. Епизодата Телефон ќе ги поттикне учениците да размислуваат за другарството, играта, солидарноста. Овие поими се сретнуваат во темите Јас со другите и другите со мене, за прво, второ и трето одделение, и личноста во групата и општеството, за четврто и пето одделение. Часот може да се започне со изработка на мисловна мапа од учениците, за поимот другарство, за сите одделенија, а во четврто и пето одделение и за поимите семејство и солидарност. Откако ќе се изгледа епизодата, или во текот на гледањето се води дискусија, која е на различно ниво за различната возраст на учениците. Содржината на епизодата и дискусијата би можела да им ги прошири гледиштата на учениците, па затоа во завршниот дел од часот им се дава можност да ги дополнат мисловните мапи кои ги работеле на почетокот од часот. Серијалот дава одлична подлога за интегрирано планирање на часовите. Интегрирано планирање нудиме за епизодата со стил, каде се опфатени предметите општество, македонски јазик и математика. Со гледањето на оваа епизода и реализацијата на часовите, учениците ќе се запознаат со поимите сличност, различности, почитување и самодоверба. Организацијата на часовите за прво до трето одделение и четврто и петто одделение е многу слична. Се разликува нивото на поставената задача и прашањата во дискусијата. Во воведниот дел, кратко се дискутира околу тоа дали може да постои другарство меѓу деца кои сакаат различни работи. Пред самото гледање на епизодата, на учениците им се даваат насоки на што да внимаваат додека гледаат. Во текот на епизодата се користи стоп техниката и се дискутира за различни ситуации. По гледањето на епизодата, учениците добиваат задача да направат истражување. Начинот како се реализира истражувањето зависи од возраста на учениците. Целта на истражувањето е да се добијат податоци дека децата од паралелката сакаат различни работи, но и да се изведе заклучок дека и покрај различните вкусови, тие се другари затоа што убаво се однесуваат меѓусебно. Епизодите нудат можност за интеграција и со предметите музичко образование, ликовно образование и природни науки. Текстот на песните во 5 плюс фамилија е едукативен и секогаш може да се обработува и по македонски јазик. Истата епизода, доколку сакате да ја обработите на еден час, во воведниот дел учениците може да направат призма на поимите толеранција, еднаквост и другарство. Епизодата ќе се гледа со насоки да внимаваат во кои ситуации се забележува толеранција, еднаквост или другарство. По гледањето на епизодата и дискусијата околу неа, од учениците се бара да ги посочат ситуациите каде се забележува толеранција, еднаквост или другарство. Часот може да се заврши со дискусија. Како ние да изреагираме доколку сме во таква ситуација? На линкот подолу можете да ги преземете во текстуална форма наставните подготовки за часовите, во кои би ги користеле претходно споменатите епизоди. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме успешна работа со вашите ученици.